Добар ден, се викам Сонја Стефановска и сум професор во Средното градежно гимназиско училиште на град Скопје, Здравко Цветковски од Скопје. Во техничкото образование за градежните техничари и архитектонски техничари по предметот техничка механика, за денес имаме нова наставна содржина, сложување и разложување на силите кои дејствуваат на материјална точка во различни правци. Но за почеток да се потсетиме. На материјалната точка може да дејствуваат една или повеќе сили. Кога дејствува само една сила, таа точка ќе се придвижува во правец и насока на силата. Ако дејствуваат повеќе сили, таа може да се движи во правец и насока на резултантата, но може да остане во мирување кога силите се во рамнотежа. Кога на материјална точка М дејствуваат две сили и во иста правец и во иста и во спротивна насока, нивното заедничко дејство може да се замени со друга сила која представува резултанта и таа може да се определи аналитички и графички. Кога на материјална точка М дејствуваат две сили F1 и F2, што е прикажано на цртежот во различни правци, таа точка се придвижува во правец на резултантата и графички може да се определи по метод на паралелограм. Ова произлегува од вториот аксиом на статиката. Значи, на првиот цртеж се нацртани силите F1 и F2 со нивните големини во соодветен размер, а почетна точка име материјалната точка означена со голема буква М. На вториот цртеж пак, исто така се представени силите F1 и F2 паралелно на F1 страната се црта со испрекинати линии, паралелно на F2 се црта страната од паралелограмот и се формира еден паралелограм. Резултантата представува диагонала од почетната до крајната точка на паралелограмот. До ист резултат доаѓаме и со методот на триаголник на сили. Резултантата се добива со геометриско собирање на силите. Исто така на првиот цртеж е прикажана силата F1 и F2 од почетната точка М со нивните правци и насоки. Понатаму на вториот цртеж прикажана е силата F1, на крајот од силата F1 се нанесува силата F2 со својот правец и насока и од почеток на силата F1 се нанесува резултантата до крајот на силата F2. Аналитички пак резултантата се определува со косинусната теорема, која гласи R на квадрат еднакво на F1 на квадрат плюс F2 на квадрат минус 2 пати F1 по F2 по косинус од 180 минус алфа. Ако замениме за косинус 180 минус алфа минус косинус алфа, добиваме R на квадрат е еднакво на F1 на втора плюс F2 на втора плюс 2 пати F1 по F2 по косинус од алфа и R е квадратен корен од истиот подкорен израз F1 на втора плюс F2 на втора плюс F1 по F2 по косинус од алфа. Специјален случај имаме според теоремата на Питагора, кога алфа е 90 степени. R ќе биде квадратен корен од F1 на втора плюс F2 на втора. Синусното правило пак гласи F1 врз синус од гама еднакво на F2 врз синус од бета еднакво на R врз синус од 180 минус алфа. Односно, F1 врз синус од гама еднакво на F2 врз синус од бета еднакво на R врз синус од алфа. Аналитички исто така може да се определи резултантата со метод на проекција. Проекцијата на една сила на две меѓусебно нормални оски. Декартовиот координатен систем, тоа е оската X и Y. Ортогонална проекција на силата F на X-оската е Fx и таа ќе биде еднаква според формулата на F пати косинус од алфа, а проекција на силата F на оската Y е Fy и таа ќе биде според формулата Fy F пати синус алфа. Ова ќе го користиме понатаму. Кога имаме две сили во една рамнина, што дејствуваат на една материјална точка, може да се докаже дека нивната резултанта е еднаква на алгебарскиот збир од проекциите на силите што ја даваат таа резултанта. Односно, на првиот цртеж е прикажан еден координатен систем X, Y,
и силата F со своите почетна и крајни точки. Проекцијата на x-оската ќе биде fx, проекцијата на y-оската ќе биде fy. На вториот цртеж пак исто така е прикажан еден Декартов координатен систем и нанесени се силите F1 и F2 со нивната резултанта по метод на триаголник. Проекцијата на силата F1 по x-оска е F1x, проекција на силата F2 по x-оска е F2x и проекција на резултантата по x-оска е Rx. Соодветно, проекцијата на y F1y, F2y и Ry. Ние, според формулите од претходниот слайд, ќе ги определиме соодветно. Аналог F1x е еднакво на F1 по косинус од алфа 1, F2x е F2 по косинус од алфа 2. Rx ќе биде F1x плюс F2x. Аналогно по y, F1y е F1 по синус од алфа 1, F2y е F2 по синус од алфа 2, и Ry ќе биде F1y плюс F2y. По Питагорината теорема, резултантата ја добиваме. R е квадратен корен од Rx на втора плюс Ry на втора. Аголот пак, фи, кој што резултантата ја заклопува со позитивниот дел на x-оска, се определува тангенс фи Ry врз Rx, односно косинус фи Rx врз R, синус фи Ry врз R. Разложувањето пак на силата ќе биде обратна примена на законот на паралелограм, односно триаголникот на сили. Нанесуваме една сила F во соодветен размер и ги нанесуваме правците 1 и 2. На вториот цртеж повторно е нанесена силата F во соодветен размер и од кај што почнува силата F го нанесуваме правецот 1, од кај што завршува силата F го нанесуваме правецот F2 и соодветно ја добиваме триаголникот на сили. При графичко определување на резултантата на систем на сили цртаме план на сили. Во погоден размер ги нанесуваме силите вообичаено редоследно, водејќи сметка за нивните правци и големини. Во случај да двете точки, тоеш почетокот на првата и крајот на последната сила да се поклопуваат, значи дека резултантата е еднаква на 0, односно материјалната точка е во рамнотежа. В тој случај планот на сили е затворен, односно силите се надоврзуваат една на друга, тоест така наречено се бркаат. Тоа е графички услов за рамнотежа. На еден координатен систем Декартов, каде што имаме x и y оска, ги нанесуваме силите F1 соодветно во соодветен размер и правец и насока, F2 и F3 во соодветниот случај. Понатаму цртаме полигон на сили. Ја нанесуваме силата F1, од кај што завршува силата F1, ја нанесуваме силата F2 во соодветен размер, правец и насока, и така натаму, и од почетокот на силата F1 до крајот на силата F3, тоа е резултантата. Ја добиваме резултантата, ако се нанесени силите во соодветен размер, ја мериме, ја множиме со размерот и ја добиваме големината на резултантата. Системот сили кои действуваат на материјална точка во произволни правци е во рамнотежа ако сите сили го сочинуваат затворен план на сили. Резултантата ќе биде представена Rx сума од F и X и Ry е сума од F и Y. Основните аналитички услови за рамнотежа на системот сили во рамнина се сума x еднакво на 0, односно сума y еднакво на 0. Со други зборови, односно дефиниција, кога на една материјална точка действуваат повеќе сили, треба збирот на сите вертикални и хоризонтални проекции да биде еднаков на 0, таа точка ќе биде во рамнотежа. Тоа е правилото на рамнотежа на три сили, кој гласи слободно круто тело, кои действуваат три сили со произволни правци во една рамнина е во рамнотежа, кога нападните линии на сите тие сили се сечат во една точка и силите образуваат затворен триаголник на сили. За наредниот пат имаме прашања за повторување, тоест со помош на кои графички методи се определува резултантата на две сили кои действуваат на материјална точка во различни правци.
Напиши ја косинусната теорема за определување на резултанта на две сили кои действуваат на материјална точка во различни правци. Напиши ги формулите за определување на резултантата на сили кои действуваат на материјална точка во различни правци по методот на проекција и се надевам дека ќе ви биде пријатна работата. Довидување и ви благодарам за вниманието. Се гледаме на